Премиерот во заменување Заев се уште својата оставка ја нема доставено никому. Во собранието нема пристигнато таков документ, ниту пак председателот на државата официјално не е информиран дека неговиот колега си заминува од премиерската функција. Според членот 93 од Уставот на Македонија, оставка на премиерот значи и оставка на целата влада. Во членовите 219 и 220 од највисокиот правен акт, оставката се поднесува до председателот на собранието во писмена форма и истата може, но и не мора да биде образложена. Потоа, председателот на собранието веднаш ја доставува до пратениците и до шефот на државата, при што собранието на првата наредна седница, без претрес и расправа, констатира на премиерот и на целата влада дека мандатот им престанува на денот на одржувањето на собраниската седница. Кога ќе биде информиран за евентуално поднесена оставка, председателот во рамките на уставниот рок од 10 дена по извршени консултации ќе го додели мандатот за состав на влада на партијата или партиите кои што имаат мнозинство во собранието. Собраниските служби денеска не примила таков документ од Заев. Пратеникот од ВМРО ДПМН Мицевски вели додека не ја види народот црно на бело оставката, таа е само фейсбук оставка. Оставката на премиерот Заев од председател на владата и од председател на Социјалдемократскиот сојуз се уште е фейсбук оставка, се уште официјално не е испратена до институцијата каде што треба да биде доставена, а тоа е Собранието на Република Македонија, и врз основа на тоа што го добивме како информација не можевме да зборуваме повеќе, затоа што во зависност од писмото кое што ќе биде добиено, ќе се знаат и процедурите, односно она што ќе треба да се прави како народни чекори во собранието. По престанокот на мандатот на постојната влада започнува постапка за избор на нова влада. Според членот 90 од Уставот, председателот на Републиката, мандатот за составот на новата влада го доверува на кандидат на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во собранието. Мандатарот во рок од 20 дена треба да го состави тимот на новата влада заедно со програмата.